Ни во најубавиот сон не помислував дека моите деца ќе имат топол дом. Вака ја започнува својата трогателна приказна 28-годишната Елена Манасиева од Штип, мајка на 3 малолетни деца, од кои едното е двомесечно бебе. Тие вечерва се вселуваат во куќата реновирана со донации од хумани граѓани и компании. Ова семејство преживува со скромни 7.000 денари што ги добиваат од државата. Па никогаш не ни можеле да ја реновираат куќарката, што повеќе наликувала на шупа отколку на дом. Условите беа катастрофа, кога и најмалце да врнеше дожд или снег, течеше од сите страни, у ходникот немаше купател, дето мораше надвор да оде по WC, надвор ги бањаше или некој пат у корито тепте надвор кој е многу ладно, значи катастрофа беше се. Од джамовите фуреше, немаше никакви услови, ходникот не беше мачкан, буквално се беше како у шупа да живееш. За трагедијата да биде уште поголема минатата година поради лошите услови во кои живееле. Од премразнување и глад на младото семејство им починало едногодишно детенце. Токму оваа несреќа е причина за штипскиот хуманитарец Александар Ѓоргиев да се заложи на семејството му помогне да создаде услови за нормален живот. Откако наишол на објава на социјалните мрежи, решил да ги посети. Се згрозил од она што го видел. Набрзо потоа следувале донации. Мајстори работеле без никаква надокнада и за непол месец успеале да ја средат руинираната куќерка. Тој ми се заблагодари на сите кои понудија безрезервна поддршка, но ги искритикува големите компании. Еве, јавно ви велам, средната класа, средните фирми заслужуваат голем респект. Поголемите фирми, големците во град, посебно во нашиот град Штип, за мене не заслужуваат, од мене не заслужуваат респект, затоа што имаат деца, нивните деца, нивните трошат на излегување, трошат по 300, по 400 евра на пијачки, на што уште не, а еден да не се сети да се јави, да се вклучи во една хуманитарна акција, каде што живеат 3 малолетни деца, се борат за живот. Семејството доби комплетно реновиран дом, нов кров, фасада, купатило, прозорци, врати, бела техника и мебел. Ѓоргиев на кој хуманоста му стана хоби не застанува овде. Во наредниот период ќе се зафати со нови проекти. Имено тој е единствениот штипјанец кој само иницијативно замина во Петриња, Хрватска, каде што доброволно помагаше на настраданите во земјотресот.